Значи, Дани Димитровска, здраво живо. Здраво. И ме натера да дојдам, можеби едно од најубавите мало у Скопје Сивушта. И како викаш, очите вака ми се насолзуваат од радост и од све, од убави спомени за ова мало. Само да им кажеме за оние што не знаат, тука живеат се уште мама и тато и тука израсна Дани. Тука и се родив и израснав, созрев и се осамостоив од овој стан во оној нам. Далеку отида. Така, кога ќе се спомне пролече, на што све ти тикна? Па ми тикнува на се и се што. Во принцип, оваа населба ми е синоним за моето детство и сите преубави и помалце убави спомени, што ме врзуваат за истото. Например, сендвичите со ајвар и салама, што од озгора мајките ни се дереа да дојдеме да си ги земеме, за да ги јадеме тука сите заедно на купче. Онаму подоле има едно пилјарче, што сега е малце по-колонијал, за разлика од тоа време. Тогаш беше малечко пилјарче и беше за зеленчук и овошје. И тоа ни беше нашето седиште. Тука се чекавме, од тука ни започнуваа сите игри низ малото. И во доцните сати ги посматравме постарите, бидејќи ова беше седиште не само за нас помалите, него и за постарите. Значи ова беше игралиште и тогаш? Ова беше и тогаш игралиште. Добро. И се е исто како што си било, само некаде поруинирано, некаде малце посредено, али у принцип ова е тоа што го имало и тогаш. Ова се тие објекти што го имаше и тогаш, Добро. Што ги имаше. И многу јак момент беше тоа што ние као деца седевме таму на тоа седиште таму кај пилјарчето. И таму кришно ги посматравме постарите, пошто тука они се среќаваа со своите девојки, да, и во тишина само слушавме како они тоа комуницираат, што ќе прават, па како се среќават, па кој ќе се бацат во образ. Ние сме као вау, и нас тоа не чека да видиме сега овој со која е, и такви некои ствари. Да. И тоа беше така еден убав детски момент, што во принцип од денешен аспект кога го гледаме на некако вид на воспитување. Така. Ние од нив учевме како треба да се однесува во социјалниот свет надвор од ова пролече, затоа што пролече си беше еден се уште е, мислам, едно такво фино мало населбиче каде што има најмногу зеленило по својата малина. Да. И не може да се изгради нова зграда. И нема изградена нова зграда. Јас сум пресреќна ради истото. Има простор од зграда до зграда. Толкави дрва, што они само се ги подкаструваат, меѓутоа никогаш ништо не се сече. И од овој аспект мене тоа ми е една таква преубава работа, што во тоа време не ми било толку важно, меѓутоа од денешен аспект мислам дека Пролет е населба која што е број 1 и треба да биде пример за останатите. Да. Кога сме кај тоа, како живеат луѓето, иако се ова зградички, така на никакви спрата, само тоа исто како во мала, така некако ја го гледам овој живот. Тука имаш комши што ќе ти се најде, веројатно не се заклучувале становите, ако ти треба кафе, шекер, си влегуваш, си се послужуваш, после кажуваш, доаѓаш, прашуваш што ти треба и така натаму, или се чуваат деца и така натаму? Апсолутно. Ја во тоа време, кога бев да речам тинеџирка, многу ми сметаше тој момент, а тоа е овој. Јас, ако мајка ми кажала дека треба да се вратам во, рецимо, 6 сат попладне, од кај да одам, ја ќе дојдам во 7. Мајка ми си доаѓа во 7:30 и ми вика, кај беше до 7? Ја викам, од кај знае? Меѓутоа, овие комши, цела зграда, они се такви професионални шпиони какви што не постои на друго место. Они знаат се, што си носела дента, кој те донел дома, дали си била очешлана, дали си го носела истото од вчера. И тоа се прераскажува како детектив на мајките. И мајките знаат апсолутно се и не можеш ништо да скриеш од нив. И ден денес чинам дека функционира така, бидејќи јас кога го растев својот син во оваа зграда, тоа мене ми одговараше. Да знам се. Ми одговараше, така дека како клинец не ми одговараше, али после тоа сватив дека си има свои предности. Така. И ден денес функционира така, ја кога ќе се паркирам, тоа треба да идам кај мајка. Мајка ми знае дека јас сум тука. Бидејќи комшиката доздолу и рекла, доаѓа Кирка ти, ставај кафе. У принцип се знае и тоа е убавината на ова мало. Тоа е убавината што денес ја нема. Денес ја живеам во аеродром, не си ги познавам комшиите.
Постојано има врвулица од разни луѓе, не постои место каде што деца се собираат и се играат. И затоа ова е, мислам дека една од највредните населби кои ќе ми останат секогаш во преубав спомен. Да, кога сме кај другари, другарки, кои ти беа овде или ми рече дека израсна во машко друштво, значи другари за повеќе. Да, јас имам постар брат кој Добро. не живее во Македонија веќе 20 години. Меѓутоа, во времето на моето растање, он беше мојот Хитлер, мојот генерал, мојот наредник. Он беше задолжен за мене и целото воспитување, со оглед на тоа дека моите родители се вдови, на него му припадна таа обврска да ме воспитува, да ме пази, да ме надгледува, да внимава на се што се случува околу мене. А јас бев едно така малце подиво дете и си имавме разни расправи. Меѓутоа тоа се сестро-братски односи. Например, имаш кажување на твоите дека не си дошла на време или? Леле, да. Да? Леле, да. Меѓутоа да се живи и здрави неговите другари. Он имаше едно прекрасно друштво. Во тоа време немаше мобилни телефони и они секогаш доаѓаа кај нас и јас со едниот се договарам од другарите и му викам јас денес сакам да останам до 1 и они викаат окей, тоа значи дека они ќе го задржуваат до 1 сат за да јас си дојдам дома и се да биде по план и пропис. Да, бев воспитувана од машко друштво, брат ми и неговите другари беа моите заштитници. Ме пазеа секое мој искачање. Они беа таму некаде. Јадат хамбургер. Нешто се се гледа. Цело време беше ова. Да. И тоа си има свои предности. Овде, например, ова е тоа фамозно игралиште каде што секој ден до 6 попладне, значи се знаеше тука во 6 култура попладне се има, да. без потреба од пишување на прописи и закони. Така. Значи за време на ручек мало спие. Добро. Во 6 се случуваат кошаркарски турнири и ова е све тука пуно. Оградено пуно со луѓе Да, и добро. тука се навива, нас не праќаат по води, по пива и така натаму. Во тоа време се даваше и цигари и пива на мали деца, пошто таа Гранапчето беше онде. гранапчето таму е мајка на сите деца и она тачно знае за кого се носат пива, за кого вода, за кого цигари. И еве денес, например, таков правилник нема. Тоа беше еден природен тек на нештата, значи ручек време, тишина, не сме ни топка да тропне, ни ништо. И тоа. Да. А другари останаа од тоа време? На брати другарите ти беа другари или имаш и свое друштво? На брат ми другарите се уште ми се Навистина? другари, они се тука, да, се уште се мои, бидејќи брат ми се исели, они се уште се тука за разни разговори, проблемчиња. Се уште постои тој заштитнички еден однос, со тоа што ја веќе немам 12 години, него сега така малци имаме позрел, поубав однос и пресвекна сум за истото, затоа што да речеме дека од овој јагол точно научив што е машко пријателство, а што е женско, кои се разликите, а кои се придобивките. И тоа ми е, некакво си школо кое што мислам дека од големо значење, да. Така е. Овде игравме ластик. Тука ластик? Апсолутно ластик. Добро. Тогаш ги немаше овие фини, Добро. како се викаат, се плочки. паѓаше? Се паѓаше на цименто, а на оние љулјашки си ја дупнав главата. Затоа не кеше да седнеме таму, нели? Не можам, травма ми е тоа, да. И од тогаш гарант немаш на љуѓешки седнат. Никогаш повеќе. Со тоа што, гледа се, во тоа време ја плачам, крв ми тече. Добро. Сите ја викаат мајка ми од озгода гледа и вика, нека се качи. Денес да се случи такво нешто на дете, ќе се соверат луѓе, ќе го нузат и вика, ајде, качи се. Ајде, можеш, ајде. Не се лигави многу. Така да, тоа се тие некои работи кои не размазиле, него не така барем се чувствувам, некако не направиле сите ние што сме растеле, таа генерација овде, во овие неколку квадрати, сме научиле да не сме размазани и сами да се снаоѓаме во живот. Да. Мораме да кажеме дека на местото на Веро денешно имаше едни бараки кои што се носат исто така многу убава писка. Да, тоа е во моје трето-четврто оделение, поради мојата хиперактивност. Моите одлучија да ме запишат на нешто, на што и да е, само да ја вадам својата енергија. И тоа беше Коста Абрашевиќ, играорно друштво, каде што
ги започнав сите оние културно-уметнички би бил правиот термин, меѓутоа јас ќе го наречам народско, позитивен еден став кон тело, кон израз, кон уметност, кон музика, кон исто музика, така генерално. така. И од тука започна и љубовта моја кон играурната, па своевремено станав солист, па почнав да идам во танец. во танец? е Танец е исто така блиско. исто така блиско, нормално пешки се оди, нема тука коли користење. ГТЦ не беше за маркет, да речам, така малце поголем. После шопинг си одевме секогаш во Шехерезада, што се уште е на истото Така место, е. на Индијанки и Боза, а танец под железничка, Добро. значи нели тоа е едно така страшно место. Во тоа време не ни беше страшно. Да. Денес е малце страшно секој поминување натаму и наваму и тоа се тие 90-ти години. Да. Добро, го споминавме тоа, ама споменувам уште едно место кое што значи многу и за твојата кариера, и за твојот живот, и за да. сосакувањето на Скопје, и на музиката. Апсолутно. Студио ПАП, она до Корчагин, што е во куќата полициската доле, долу. така, по скаличките надоле, во подрум. Не знам дали никој се сикава уште, ама има веројатно уште Сигурна некој сум кој што ги дека се сета. има од Така. постарата генерација, затоа што тоа беше култно место во тоа време, каде што се излегуваше до ноќта траеше и Со до бајле. утринските часови, до 6. Да. Тоа беше местенце каде што и прв пат започнав да пеам на микрофон. До тогаш било во хорски некои Да. сегменти во играурната. Меѓутоа ова беше прво искуство и бидејќи имав некои 17-18 години, секако дека брат ми и татко ми беа против тоа, што е и до негде нормално, бидејќи девојче во такви полноќни часови да Биде таму да биде некаде, таму така. не е баш пријатно. Газда Мане беше човекот кој многу народен човек и он знаеше да ја прибере она преубава маса на луѓе. Он седна со моите родители, мислам со Добро. татко ми и со брат ми, си направија мовет, им кажа дека он е тука заштитник. При тоа се знаеме малски, Да, кои тука сме, ти е што во сме. мало, ти е, Овде, да. тука нема шанси јас да останам да се до 3 случи. са бајле, дека и тоа би било се така примерно. Така ми допуштија. Добро. Моите се Да почнеш да согласија пееш? местото, да почнам да пеам, ама само таму. Само таму. Само таму. Леле. Тоа беше дозволата, со тоа што после некое време моите веќе испиеа. Значи не ме не сеќа кога доаѓам, затоа што се ослободија пошто Аха. студио. Па Тука, Мане, Мане тука сум чува. ништо не Да, да, Мане чува, да. не може ништо да се случи. И тоа беа да, тие едни први чекори кои што не само што ме опушти во пеењето и во комуникацијата со таа публика, туку и ми ја продлабочи љубовта кон истата и кон создавање на ново, без сотргање на сите оние граници кои што вака и така си ги имаме во главата и така натаму. Значи студио ПАП е местенце кое што мислам дека Е, убави извадило спомени. Така е. многу пејачи. Така е. А кога сме кај тоа, кој беше бендот? Овој бендот со кој што се свираше таму или имаше свој бенд во тоа време? Како Не, почна тогаш работа? Пјотр Пјотр свиреше беше на така, гитара да. заедно со Баце, Димитар Кочев. Добро. И они беа една прекрасна двојка, си има и пејачка, Добро. Весна. Они беа тројка и мене Мане ме бутна во нив и им рече на нив. Имате ново. Ова е девојче. Ова има потенцијал. Ова е наше дете. Ај, Почнете пробајте. заедно и јас бев као не е до мене. Мане Јас рече. не сум, да, Мане рече и Да. така направивме една фина спојка и тоа траеше. Баш траеше Колку со време траеше? години. Па мислам дека траеше едно 3, 4, да не речам 5 години. До времето кога се изреализирав како мајка и тоа едноставно си застана. Така е, да. Сега, одиме на период еден што се вика средно моша, не за друго, за да споиме еден дечко кој што тамо ти беше професор по музичка, така беше? Да. Ајде. Во Чаир, да, се запишав во Чаир, не знам зашто, не Зашто знам се запиша во? Леле, страшно, да. Некои другарки одеа тамо? Другари? Не. па Јас секогаш сум била спротивно од другарките. Од ветрот? Да. Они сите се запишуваа во Крчагин, Аха. А Бојски, тебе башка Дрич, близко ти Јосип беше Брос. Крчагин, да, Не, све ми е тоа. Тука, ама никако
ајде да излезам малце од ова мало. Веројатно тоа се тие години кога пробуваш да се будуваш. истражиш, да видиш кај ти е местото, пошто ова веќе ти е, да речеме, познато. Готово. Истите луѓе се сега пали со нив таму. Чајд излезе откако моите некако беа против музичко, бидејќи сакаа да бидам адвокат. Така те гледа? Некој, не знам. Може суди. Некој нешто такво. И јас реков, окей, добро, нека биде гимназија и нека не може Борис Кидрич, ке идам у Моша. Уđum со 50 идница од Југо дрво до Чаир. И прва година средно, музичко, клас, час. Доаѓа еден дечко со косичка дугачка. Сите цел клас заљубени од него. Тоа паѓаат у несвест. Ја гледам и викам, добро, чекај, што, кој е овој, кој, што се деша? А у тоа време он беше млад професор, сите беа постари, а он доаѓаше у фармерче, у кошелче, да, и сите паѓаа у несвест. И се разбира дека се запиша во хор, пошто и друго и не може во гимназија, не знам што друго да правам, освен поезија. За поезијата ми беше одговорна мојата професорка по македонски јазик. Пишуваше поезија? Бев Она секогаш ме буткаше кон тоа, бидејќи сметаше дека имам голем потенцијал. Да, пишував некои фини раскази и она така ми даваше елан и затоа некако станав. Тоа ми беше нешто што ми беше љубов, али љубов со љубов. Да. Затоа мислам дека професорите имаат голема врска. улога. Така е, да. И сега застанавме кој е овој открини, кај професор. Да. Се запишав на хор, све си поминуваше супер, од тука тој дечкото ми вика, ти ќе пееш на патронат? Ја викам, нема проблем. Имавме супер една конекција професор-ученик, баш ме буткаше, баш ми збореше дека можам да бидам ова и она и така, таа поддршка ми беше од големо значење и поминуваат 10-15 години и ја го гледам на свирка и ми викам, професоре, и он ми вика, не ме викај така. Ало! Екам, професоре! Екам, не ме памтиш, те памтам кјути. Доста, гледаш дека имам свирка. Тоа е ташко. Ташко што свири со Ачак и со Муча. И ден денес ете така, му идам на свирки, имаме супер однос и се викаме професоре учениче. И така, да, тоа е една таква приказна која што е убава. Да. Така е, да. Ајде сега овдика застануваме, односно тргнуваме на едно друго место, заради тоа што има уште приказни, така? Така е. Ајде. И сега сме во друг дел, исто така на твое мало, така, и веројатно било оваа патека до твоето училиште, 11 октомври. Ова или од таа страна, не, со некоја иста слична патека како ова, низ вакво шумиче. Леле, колку па убаво е ова, за да го поминуваш секој ден. Прекрасно е на големи одмори, пошто тоа е школото каде што претрчуваш до дома да къснеш. Претрчуваш до дома, секогаш има сендвич. Значи сендвич и крај. Ајвар и салама посебна. Евентуално ако има сирење, ако нема, тоа е. Нема друга опција. Имаше и од оние побогатите што јадеа тостови. Стварно? Да, имаше и такви. Меѓутоа секогаш тоа се делеше некако, од мојот сендвич никој не земаше. И кога сме кај тоа, имаше и побогати, ама сите некако беа, како да кажам, не исфрустрирани заради тоа дали имал или немал, или ако си имал повеќе не си бил, не знам како денеска што се дела. Денес се прави огромна разлика, тоа е евидентно, а во тоа време и тогаш имаше разлики. Добро. Значи ако тогаш беа модерни мунтките и 500 Јана мунтка. Ја плачев дома, рикав, сакав да се разболам со јадење живи кумпири за да дигнам температура и за да кажам дека ради тоа ми е. Се разболев од тоа, мајка ми викаше, добро, од брат ти ќе ја носиш. Ни брат ми немаше мунка, меѓутоа јас бев од оние деца кои што секогаш наследуваа од браќата. На него му купуваа, јас само наследував. И немаше тука плачи, ако сакаш што сакаш прави, не добиваш, тоа е крај на муабетот. Меѓутоа, па и некако се научив тоа да го гледам како вредност, можеби не предност, меѓутоа вредност. И во друштво имавме и такви што беа со мунтки,
мајки и татковците ги носеа со коли во школа, а имаше и вакви како мене со скинатиот џеп и со старите патики што си претрчуваа до школа и не меревме на тие разлики и ден денес имаме исти вредности, барем тогаш кога ќе се видиме, секогаш тоа се некои ставови кои што ни останале врежани и секогаш се жалиме на денешните деца и на тоа како се функционира денес, иако мислам дека не е тоа до децата. Да, до родителите е сепак, ама ајде, тоа во некоја друга прилика. Тоа е До друга до све нешто. подлабока тема. Да. Знаеш како да не ги заборавиме, емзата и работнички. Пролече е некако на пола. Па, Ни вамо, ни таму, така? Пролече е на граница. Да. И за кого вие бевте? За емзата или за работнички? Леле, работнички. За работнички? За работнички во крв. А сега кога си у аеродром? Работнички. Леле. Јас Да не те жалам. чујам само овие од аеродром. Работнички. И јас сум задоена така, брат ми беше навивач работнички. на работнички и ги знаев сите кошаркари во тоа време и работнички ни беше, значи дома имавме и со такви бои, сега брат ми не знам од кај ги наоѓаше во тоа време, пошто јас и не знаев такви информации. Меѓутоа, работнички е нешто што мене ми е овде негде од диафрагма влезено и еве да, живеам во аеродром веќе 7-8 години. Не можам да бидам за МЗТ никогаш. Колку и да работнички имаат кризи и паѓања и што и да им се случува, работнички секогаш ќе ми биде во срцето. А кажи ми сака искачаше освен во Студио Пап? Во студио Пап, како што кажав, ми беше почетокот и основата и таа задоеност на она музика што и ден денес ја интерпретирам, со нејзе израснав, таа музика беше во мојот процес на растење. И во тоа време излегував во Кристијан, Леди Блу, тогаш беше некој Примариус не го спомна, Примариус е веќе подоцна после 10 години. Добро. Но Леди Блу и Кристијан беа рок-н-рол места. Секогаш имаше лайв перформанс, јас се тогашен деов. Тоа беше за мене као Rolling Stones. Ги гледаш Rolling Stones. Вака со отворена уста, нема аплаузи, нема ништо, не знам, само дишаш и гледаш и тоа е некое впивање, таа публика која пееше во исти глас, па онда идење дома, па пребарување, немаше компјутери, него на радио. Да. Бараш на радио, во тоа време имаше топ листи, имаше јавувања на радио во живо, па сакам таа и таа песна. Онда ја тие песни што сум ги слушнала таму, а никогаш претходно не сум, се јавува по радиото таа и таа песна да се пушти, онда ја слушам, па ја снимавме на касети, па да ја пишуваш. Со се тоа радио, како го пуштаа тоа? That's my life, и напишуваш ти ДТС, My Life, со Маја. И така учевме песни, за да кога ќе излезеш пак, да не бидеш глуп, не да ги знаеш песните. Тоа беше за мене хит момент. А дискотеки? Дискотеки, Мусандра и МНТ. Хардрок беше хардрок беше подоцна во моите 30-ти. Да, хардрок после тоа си палеше и гасеше, меѓутоа во моите тинеџерски 17, 18, 19 години овие две места ми беа култни, за кои што секој враќање дома имав караници. Подоцна беше Примариус, тоа со Весна Малинова ни беше наша канцеларија. Канцеларија ви беше Примариус? Да, Примариус. Кај беше Примариус, кажи ми? До Љубов. До Љубов. Одма до Љубов во зградата што е одма карши Љубов во зградичето вака набутано, значи балет е од оваа страна, а Примариус е од друга. Знам каде зборуваш, на Ким, позади. Кајаков. Да, јасно. Кајаков Добро, сега ми е јасно. Тоа ни беше канцеларија долго време. Тука само немаше и Миро Масин оваква? Предходно, добро. Ова беше после тоа. Добро. Таму Весна пишуваше песни, таму правевме разни наши лудости кои секако се во склоп на нашата природа и културност, да не речам. Бидејќи она живееше и горе, во истата зграда. Добро. И тоа ни беше наше сврталиште, тука викавме луѓе, тука правевме договори, преговори, тука снимавме на онакво, сум успего да не го забораваме. И да, тоа беше едно такво место. Иначе МНТ и Мусандра беа, нели, после 12, ја на мои 19 години немав излез
после 12 и излегував многу ретко кога и тоа во периодите кога брат ми беше во војска. Тоа беше за мене рајот Рај. на светот, каде што нема да имав знаат никаква кога си слобода, се вратила. И секогаш можеш да излажеш. Прости, мамо, али мислам дека знае све. Сега веќе од ова. Не, ама кога ми точка. кажа дека си гледала, нели, повозрастни од тебе сега, како кажуваат за некои места, а тебе не те пуштаат, така? Да, Срам тоа да им беше е. момент, да, мене не ме пушта да влезам. Рецимо во Менада не ме пушта. Не те пушта. Јас бев малечко дете и брат ми викаше ај магла. Тоа беше за мене, те молам, лепотице, оди си дома. Оди си дома. Тоа значеше ај магла. Да. И онда магла. Не Тоа ме е. пушта, Да. немав таква привилегија. Така е. Затоа ова се некои такви местенца кои што ми оставиле печат за ноќен живот во тој период и после веќе од 30-тите наваму еве се уште постојат локали кои што се живи и ден денес. Така е. Иако не е се така живо како што изгледаше порано, меѓутоа се труди Скопје да преживе. 2017 Да. за да биде приказната, да ја заокружиме приказната, создаде и нешто што се вика и песна и албум посветен на својот град. Да, 2017 е годината кога после долги разговори и да не речам тоа се еден вид на жалења или оплакувања на тоа што се случуваше, веројатно и се уште се случува, под инспирација од тоа што ни се случува во нашето општество, такво какво што е, одлучивме да посветиме еден албум за градот Скопје. Тоа е мој град, тоа е мој роден град, меѓутоа е град и на секој останат жител од цела Македонија. Со голема љубов го направивме, го работевме вистински долго време. И со тој албум заокружив 20 годишна кариера во 2019 кога Имаше направив прекрасен концерт во Филхармонија. Во Филхармонија и тој е тој град за љубов што и ден денес како хаштаг не можам да го отргнам од себе, бидејќи мојот град за љубов заслужува многу повеќе од тоа што го има, а тоа го прават луѓето. И доколку не се даде некаква инспирација, доколку не се поддржи она што го содржиме во нас како едно единство, овој град не би бил за љубов, а заслужува да биде град за љубов. Да. Не знам дали ми одговори сега. Последното прашање би било, ако оваа емисија се вика Скопје але але, навивам за вакво и вакво Скопје, за какво Скопје навиваш? Навивам за Скопје со чист воздух и навивам за сите жители што живеат во ова општество да бидат како едно. Тоа е впрочем и мојата 4-та песна од албумот што се вика Нема две. Сите сме едно, со различни карактери, лица и начини на однесување, меѓутоа со една иста свест која вели дека ова е наш град и треба да го чуваме и негуваме како да ни е нешто од каде што извираме. Фала. Фала и на тебе.